Добро утро и од мене, и како што знаете, веднаш по САК Македонија започнуваме со новото издание на магазина. Од нашата екипа ви посакуваме успешна работна недела. А оваа недела, како што видовте од промо најавата, ја започнуваме со Бобан Јосиповски, директорот на детскиот фестивал Златно славече, со кој што за прв пат промовираме премиерно ексклузивно видеозапис по повод јубилејот од 55 години. Зборуваме за роденденот што го прославуваат, за идните настапи, за учесниците и песничките оваа година. Во продолжение, па затоа станете со нас. Добро утро и добре дојдовте, Боби. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам што ја прифативте поканата. Драго ми е што сте тука денеска, што имаме за што да зборуваме и да испромовираме. Најпрво би сакала да ги спомнеме и датумите и локацијата, секако да знаат кога ќе се одржуваат. Па традиционално веќе 50 пати поред, ноември месец е месец на детската песна, месец на градот Скопје. Да. И нормално Златно славече тука еден препознатив белег во изминатите повеќе од 5 децении. Фестивалот оваа година се одржува, започнуваме на 15 и 22 ноември, така да неколку дена неделата од нашето 55-то јубилејно издание, кој што ќе се одржи оваа година во новиот објект на Македонскиот народен театар. Сега ние го викаме се уште новиот, за да се знае инаку. Да. Веќе до 13 години, така да, меѓутоа, многу ни е драго што е во една преубава сала, во едно преубаво издание, Македонскиот народен театар ќе го одбележи мој јубилеј и ќе играат и ќе пеат славичињата. Благодарам што не поканивте и постарите славичиња во спотот по повод роденденот, па чија беше идејата да ги споите и постарите и поновите, помладите генерации славичиња? Добро, ние секогаш Златно славече се води кон она мото што трае, значи со децении, тоа е едно славече, секоја славече, така да сите што поминали низ ова музичко училиште би нарекол Златно славече се славечиња. И кога се договаравме, идејата беше заедничка со Александар Митевски за да ги поканиме сите вака што се слободни во тој термин, бидејќи навистина голем е бројот на поранешни славечиња што сега се вака успешни, што нешто значат во македонскиот јавен живот и што постигне навистина некој успех. Нормално сите се заслужни оние славичиња што сега и што не ги што не се во тој јавен живот би рекол, што учествува на Златно славече, сега нормално се успешни дали професори, доктори, мислам во други сектори, меѓутоа нормално бидејќи Златно славече музички фестивал, јавна манифестација, така да успеавме да поканиме еден мал дел кој што драго ни што дојдоа се озваа нашата покана и тоа ни беше идеја со Александар Митевски да споиме повеќе генерации и мислам дека успеавме во она што го замисливме и испадна многу добро. Многу сме среќни, навистина тој ден беше празник. Буквално една во вистинска смисла роденденска забава, каде што сите уживавме и направивме нешто убаво што мислам дека ќе трае, ќе се емитува и ќе живее долги години во етерот. И нам ни беше исто чест и задоволство. Јас ги паметам тие години како години на дружба, позитивна енергија, па пред 20 години кога имаше други юбилеј, или 35 години. Тоа беше 35-40, навистина, да. Секоја генерација си го памти својата, да. Својот дел што кога бил член. Меѓутоа, убаво е кога човек барем според коментарите што бевте вие учесници, позитивни во смисла се вративме во детството, бидејќи навистина годините не се враќаат, спомените остануваат и тука беше навистина така и емотивно од ваша страна тоа навраќање. Нормално сегашни славичиња тоа децата тоа не може да го сватат и дури после 10-15 години ќе видат што е сега толку, бидејќи тоа е секојдневие. Убаво е кога ќе се навратиме, кога нешто живе, кога нешто трае, а посебно вака долго, нешто што трае повеќе од пола век и да се одбележуваат и убави јубилеи.
ние за жал кога беше златниот јубилеј, планиравме тогаш да нормално се направи некоја голема прослава, што нормално е златен јубилеј на Златнославече, меѓутоа немавме среќа бидејќи 2020 година короната беше и тогаш навистина бевме не само ние, туку сите затворени, ниту на крај памет беше нешто се одбележува во тој период, иако сме средни, што тогаш сепак ние успеавме на отворено. Тоаш беше, тие мерки беа строги, што треба да се почитуваат, меѓутоа ние бевме прва манифестација што се одржа во на отворено, на отворениот паркинг спортскиот центар Борис Трајковски. Тоа беше преполно, значи на дистанца се, меѓутоа имавме околу 1000 посетители, што беше прв пат, тоа беше на крај на септември, сеќавам 27 септември, и беше преполно, дури што немаше влезници, бидејќи не можевме, нели тоа бе ограничени, и имаше, беше нормално заградено, тоа каде што беше, од страна уште толку луѓе кои што дојдоа на отворено, тоа беше една манифестација и прв пат коментарите луѓе да беше да осетиме нешто, да се вратиме во нормала, нешто убаво, песна, музика, деца, така да направивме одбележување на тој јубилеј скромно, меѓутоа еве сега стигнавме барем на 55-тиот да направиме нешто посериозно, како што и се надевам дека како што доликува. Така е, а тогаш имаше, мислам, и некои фотографии и видеа, иако нели беше надвор одбележано на некој начин, беше одбележано, тоа што дел. Имаше снимки. Имаше снимки, тоа беше, мислам, на еден убав настан кој што ете така во тие специфични услови, ете тоа се памти. Да. Зад нас нека биде тоа и така. Само зад нас, да. Пошто ќе се разликува овој јубилеј од претходни фестивали и претходни јубилеи? Планирате ли нешто поразлично, интересно? Планираме, се нормално Златнославече мора да има нови песни. Оваа година имаме 15 нови композиции. Имаме нормално, еве ќе биде изненадување, тоа што нормално самите фестивали ќе биде промовиран, сега спотот што ќе го промовираме ќе биде значи емитуван. Да. Ќе имаме гости, повеќе нормално бидејќи Златнославече меѓународен фестивал, гостуваме ние на секаде, така да ќе поканиме гости да ни дојдат на нашиот јубилеј, така да сето тоа ќе биде и самиот фестивал е на голема роденденска забава, така во тоа сценарио ќе биде вклопено и мислам дека се надам дека имаме така едно убаво роденденско јубилејно фестивалско издание и се надевам дека сите оние што ќе дојдат посетители, децата ќе уживаат во она што е една музичка магија наречена Златнославече. Спомнавте ќе дојдат и од странство гости, тоа ќе бидат некои солисти, дечиња со нивни песни кои што ќе се представат. Да, точно. Тоа од Црна Гора, од Србија, од Бугарија, од Босна, од исто наши соработници од Австрија, така да ќе имаме, кои што каде што сме биле ние, така да ќе ни дојдат и тие. Да. И мислам дека од Албанија ќе дојдат, од Драч, така да ќе биде убаво. Од нашиот фестивал Илбер и Виножиток ние сработуваме, тоа е фестивал на албанска детска песна од Македонија. Они исто така ни се гости. Ќе биде, мислам, навистина, како викат, што се вели, гости и роденденска забава, без гости па не оди, така да нормално. Да. Ќе ни бидат и тие дел од таа наша убава фестивалска свеченост која што ќе биде овие 2 дена во Македонскиот народен театар. Уште има онаа поврзано со деца од другите држави, со престој кај некое друго дете, кога ќе се отиде или кога тука ќе дојдат тие од другите држави. Сега во октомври бевме во Белград, традиционално таму на манифестација Радоста на Европа. Да. Децата по деца, па дури ми кажа дечиња што беа таму, па сега некои со родителите кај што беа од Белград сега ќе дојдат на фестивалот. Така да известија дека ќе дојдат од Белград, ќе им возврата таа посета, така да убави се тие дружења и мислам дека еве тоа што е
нешто што останува се тие дружења кои што потоа и прераснуваат нормално и подолго и покрај детства, после и фамилиарно се дружат родителите нивни, така да имаме случаи од Белград што биле деца, па сега се уште толку години се дружат, па дури на свадба, значи имаме случаи се канат, така да тоа е нешто убаво, тие заеднички патувања кои што ги имаме ние безброј. Златно Славиче апсолутно е детски амбасадор на македонска детска песна и имаме наистина доста гостувања. Во Романија бевме во јуни месец, така да и тие ќе ни дојдат и тоа е едно нешто што е наистина преубаво. Кое патување би го издвоиле како лично вам можеби најдраго или некоја најсветла точка во целата ваша кариера? Па добро се видите, секое патување е убава приказна. И наистина е тоа нешто што така останува. Сега, па како го издвојуваш, мора да издвоиш нешто што е, да речеме, несекојдневно. Тоа е, бевме во Австралија од 2007 година, во Америка бевме од 2001, во Канада 2010, и што не е посебно драго, значи таму сме гости кај нашите иселеници кои што наистина многу го почитуваат и го сакаат Златно Славиче, бидејќи и таа прва генерација што отиша таму се, бидејќи тоа биле деца, им е драго, па сега нивните деца, па внучиња, така да имаме прекрасни спомени од тие прекоокеански, би рекол, патувања. Па нормално се во Европа каде да одиме, по Страсбур прекрасно патување, че таму настапи, во Париз бевме, Белград, кажам, секоја година сме таму гости на прекрасна манифестација која што се одржува традиционално во почетокот на месец октомври, и тоа е нешто што останува генерации други деца во Полска, неколку пати, значи често одиме, Чешка. Мислам дека нема држава каде што не сме гостувале. Во Австрија бевме кај нашите иселеници, во Виена гости на нашите иселеници, така да убаво е кога ќе се оди, кој се настапи, кога повратно има многу добри коментари, целта е остварена, бидејќи се промовира македонска детска песна и дечињата наши што се таму веќе втора, трета генерација во тие држави, да го учат македонскиот јазик, да ги пеат македонски детски песни и на промоција бреко на македонската култура. Така, сигурно е голема и одговорност и не е секогаш лесно да се организира сето тоа, и патувања, и фестивалот. Па да, голема кога е во одговорност, прашање. Апсолутно, меѓутоа ние довербата од родителите ја оправдуваме, бидејќи навистина сега го доверуваат детето да оди на патување, и сето тоа има посебен бенефит, бидејќи децата, барем од скоро Златно Славиче, ќе видат друга култура, се учат на некои европски вредности кои што нели кога годиме во европските држави, видат една поинаква култура, традиција, и мислам дека секогаш им кажувам деца, нашата цел и мисија е да направиме од вас примерни европски граѓани кои што ќе бидете возрастни, ќе придонесат за и нашата држава да ја кренеме на повисоко ниво, така да едината во децата, и сега се трудиме генерации и генерации, како што си ти, Елена, нормално години, сега драго ни е кога ќе видиме дека тоа што сме го правеле во Златно Славиче, бидејќи нашата институција е Совет за грижи и воспитување на деца на град Скопје. Значи, грижата и воспитањето е на прво место, а потоа нормално и другите работи, другите вредности што нормално во однос на музика да ги учиме, така да една комплетна, би рекол, едукација за да израснат во позитивни, здрави личности, примерни, и едината е во нив. Така, една воспитна институција, не е само за музика, целта е тоа на прво место, а потоа се сите овие други работи кои што ги правиме, кои што ги спроведуваме, нормално најбитната тоа е промоција на македонска детска песна и да ги пронајдеме и тие таленти, бидејќи нормално овие што се сега познати музички имиња, од тука ги почнале првите чекори, станале нешто, би рекол,
квалитетот светски рамки сега го промовираат на нашиот културни идентитет и надвор од Македонија, така да еве гледам сега Симон Трпчевски во Буенос Ајрес, во не можеше да дојде, не беше тука, во Мадрид беше, така да Светски човек, така. беше. Мислам, тоа се навистина промотори на македонската култура, која што сето тоа трае со децении и се надам и понатаму ќе биде. Колку деца брои хорот пак оваа година? Оваа година околу 70 деца брои, че тоа е една бројка оптимална со која што може да се работи, да се подготвува. Веќе ние подготвуваме и кореографија и сето тоа, мислам што е и пеење, се така да поделени во 3 групи, мислам дека ќе направат, имаме проби доста и мислам дека ќе биде оној финалниот производ сега на 15-ти, ќе биде она што го очекуваат и публиката и ќе се задржи она високо реномено стајаче што го гради изминатите 54 години. Пробуваат ли уште, течат ли подготовките? 2 пати неделно или сега повеќе, почесто се? Сега е почесто, сега е вторник, петок, сабота, неделно. 4 пати неделно. И тоа навистина се работи сериозно, децата се навистина професионалци, затоа што јас секојаш тоа го кажувам, уште од мали нозе се стекнува таа сериозност, таа одговорност, таа ја викам, вие сте полупрофесионалци, нормално уште се деца и така да навистина се одговорни, малку се сега пробите нормално поинтензивни, бидејќи како се приближува фестивалот, се мислиме дека уште нешто треба да се коригира, да се направи, за до 15 да биде направено она што го очекуваме од нив, а тоа е да бидат на едно високо музичко ниво, комплетно се и да бидат одговорни спрема таа публика што ќе да ги гледа. А уписите инаку се во март? Па во март, традиционално тогаш се, бидејќи сега не можеме во септември, веќе во септември ние песните ги снимаме, веќе се е тоа подготвено. Во март месец е втора половина на март и потоа почнуваме да ги учиме новите композиции и потоа имаме подготовки во традиционално крајот на август, септември веќе снимање на песните и во студио, кореографија, работење, ноември месец брзо доаѓа и така да таа е една традиција. Кој е главен за бирање на песните, која песна да биде на фестивалот? Да, тука е наследичката по пеење, Катерина Баталаковска, мислам, она е професор по музика, а за потоа од децата што се изберат, кореографијата одговорна Виолета Бајрам, значи она е кореограф, така да имаме еден тим долгогодишни соработници кои што навистина со љубов ја работат оваа работа и се прекрасни личности кои што навистина и децата ги сакаат толку години, се со нив, така да функционира тоа безпрекорно и она кај нас онаа девиза тимот што победува не се менува, така да имаме веќе оваа година, 20-та година, фестивалот го снимаме во студиото Enterprise кај Валентино Скендеровски, така да и со него 20 години со работка, наистина е една голем временски период и наистина сме презадоволни, така да сме со тие соработници долги години, веројатно и тоа е, да речеме, еден од клучот за успехот на фестивалот што трае толку години и успешно се реализира. Сигурно веќе се разбираат, знаат кој како дише со поглед. Така, точно, да, може да сватат. Многу е лесно така да се работи со работници кои што имаат разбирање, кои што пред се го сакаат тоа што го работат и работат со љубов, така да тоа е битно за да нешто функционира како што треба. Кои се пак теми ќе бидат опфатени во песничките? Што секој може да слушнеме? Имаме различни теми. Значи, имаме преубава порака. Значи, ќе започнеме со таа песна "Дете да останам". Една прекрасна песна, текст на Весна Малинова, музика на Жмана Давор Јордановски. Значи, прекрасна порака, прекрасна, значи, композиција која што е толку ни е драги, затоа сакаме со неја да почнеме. Значи, нема некој кој што не е дете, кој што не посакува дете да остане. Ние нормално сите што сме сега и возрастни, велиме дека сме дете во душата, нели све. Меѓутоа, еве, сега следчините ни пеат дека е преубаво тоа чувство, значи сака дете да остане. Нема убаво тоа, по убава порака
А потоа нормално има, значи се едукативна песна ќе имаме за планетите. Навистина една преубава песна која што не само што е убава, мислам музички е преубава, туку е едукативна. Се пее за детството, имаме една роденденска песна, нормално сега роден ден не може да пројде без уба роденденска песна, така да се имаме апсолутно, значи за движувањата, за првата смена, за композиции од типот на имаме, например, песна Детството е пубаво од се, значи преубава порака, значи поврзано покрај децата, значи детството. Тоа е еден период каде што децата е нормално и Златно Славејче е дел од тоа детство и тие композиции, значи остануваат и прекрасна на порака. Понатаму, значи имаме композиции за ајде да танцуваме, значи нема покрај тоа што играме Златно Славејче и танцуваат, една преубава композиција. Има оваа година за 4 годишни времиња, мислам, за сликовница се пее. Буквално детски теми кои што се прекрасни и оваа година сме многу, како да речам, среќни од причина што имаше толку многу композиции на конкурсот и буквално имавме голем проблем кои композиции да ги одбереме. И за прв пат имаме дали дека јубилеј така се погоди 15 композиции, значи секогаш били 14, максимум 13 така. Со оглед на времето, бидејќи се ограничим се нормално и со времето кога се емитува во Златно Славејче, така да имаме прекрасни 15 композиции кои што еве секоја е убава на свој начин. Сега нормално ние сме субјективни секогаш, меѓутоа последниот збор нормално ќе го дадат конзументи на тие детски песни, тоа се децата, понатаму како ќе се нормално сега на тие социјални мрежи емитуваат, гледаат и сето тоа, меѓутоа во барем според Дона ние се води на оно мотото кај нас децата си ги избираат песните. Ние да речеме возрастните, комисијата прави еден поголем избор од 20 на песни, да речеме 22-3 песни и после кои тие 15 на пример гледаме децата од хоро Златно Славејче ги учат кој им да речеме нив фаворит кој им е. Бити тие се на крај крајава тие што ги пеат, што ги слушаат, што играат на тие песни и тоа ни е мотото кои песни да ги одбереме финално. Така да еве се водиме со тоа, би рекол, традиција на така имаме последни 10 на години и успех е тоа кога децата сами се одлучуваат кои песни, фактички они го имаат последниот збор. А кој знае да пресече, реков, имавте голем избор во песни, едва се одлучивте. Да. Па има музичари, тука имаме повеќе лица, текстописци кои што го прават, он би рекол, поширок избор, а по тесниот избор, значи, последно го даваат децата, значи, членовите на хорот, значи, имаме огромна комисија од 70 деца, кои што со самото тоа нивно пеење, играње и прифаќање на песната, гледаме кои песни на нив им лежат, кои им се хитови, кои им се така прилагодени, така да тоа е онај конечниот избор на тие композиции кои ќе бидат на фестивалот изведени. Така, кои пак се возрасти се вклучени, има ли некои ограничувања во однос на пријавувањето? Кога тоа се отприлика деца од 7 до 12 години за аудиција, а во хорот имаме до 14 години, значи до 9 одделенија. Так. Тука еве така една возраст, иако имаме многу, значи на аудиција ќе дојдат деца и од 5 и од 6 години уште во градинка. Ние им кажуваме, значи не е ова, значи ние Златно Славејче една сериозна манифестација, значи сериозен напор треба и една одговорност од децата. Сепак дете од 5 години не може да биде така сконцентрирано како дете од 7 до 8 до 9 години. Сепак се дента се повеќе концерти, повеќе, значи
и напори физички и се, а и нормално кореографии има, значи песни се, па тоа дете уште не ги знае буквите, уште не се. Па природно, доволно е само фокусот што не му е тука. Ама не е да добро пее дома. Борете, ние се радуваме тоа, ми тоа ќе направи 7 години за да го осети тој убаво чувство што е на Златно Славече, бидејќи тоа треба да се доживее на сцена, концерти, атмосфера, дружење, патување, подготовки, проби. Значи друго е кога веќе од 7 натаму години е детето веќе поголем, и детства е нормално е многу голема таа разлика од 5 до 6, од 6 до 7, од 7 до 8, мислам, тоа се приметува. Кај нас не се приметува тие годините, меѓутоа кај нив тоа месеците се битни. Се веќе во прашање. Да, кај мали деца, така да, ете, тоа е една некоја возраст која што со години е некоја, би рекол, рамка каде што се движиме. Не ви се налутиле до сега, ако ги вратите за следна година? Па добро, не, имаме, кој што, ма знаете, до дома, знаете колку слушам, говорите, меѓутоа е против природа, не може, природата се окажува својата, значи сепак не може дете од 5 години да биде исто како тоа од 7. Ша може има некој случај, едно на милион би рекол некој на вистина нешто супер талент, има такво, меѓутоа тоа е многу ретко и на вистина секогаш на родителите викам, ако сакате искрени совет кој што е добар и за детето и за се, бидејќи знаете, тој ќе дојде на проби, после неколку проби ќе свати самото дете дека не може тоа да го постигне и се, како да речам, самото се откажува и гледа дека не е. Затоа мислам, тоа е кога кажуваме, тоа е од искуство и е добро за самите, мислам, и деца и родителите кои што сакаат сето тоа да биде. Така да, до 7 години, викам, бидете посетители на Златно Славече, ако тоа ќе дојдете па и на сцена да бидете и така. Има време, ета, некоја година да почекат. Апсолутно, да. А има ли нешто што е сменето во однос на дружбите, во однос на нивната поврзаност на децата или сето тоа постои во иста мера како и порано? Не е во иста мера, значи не е во иста мера, да речеме, од вашето време кога беше, значи пред 15-20 години, 30, јас правам некоја споредба, нормално и децата веќе не се исти како што било. Социјалните мрежи, телефоните, сето тоа ние барем се трудиме колку можеме, барем кои ќе дојдат на проби тој час или 2 часа да бидат фокусирани на игра, на песна, на дружина, да разговарат помеѓу себе и затоа телефоните само што идат ги остават на маса за да не се оптеретуваат, бидејќи претходно они не разговараат. Значи секогаш ти ќе му дадеш, например, детето пауза им даваме, пример 5-10 минути, они одма за телефоните, значи не да си кажат нешто како што туку на телефоните и нема разговор. Значи деца, ајде сега телефоните оставете ги, кога за Златно Славече не им забрануваме да не ги носе, бидејќи нормално треба сега на родителите да ги земат, не е битно. Тоа нас не ни смета, меѓутоа додека сте на час тука, додека сме на проба, нека бидат на едно место и затоа тоа е едната причина и нормално сега некако недостасува таа емпатија, значи се помалку така децата чувствуваат во смисла токму поради телефон, значи нема порано се доаѓало децата повеќе биле. Сега, например, телефонот му е првиот пријател, соедно со 2 деца ќе, да речеме, се дружат, зборам сега на почетоците кои ќе дојдат децата, оние што се по 4-5 години, 6 во Златно Славече, веќе нив е друга. Тие ми е многу драго, значи се дружат и надвор од училиштето, надвор од пробите на Златно Славече, родендени, дружења, па гледам и фамилиарно и родителите се, тоа е добро. Меѓутоа, штом дојдат овие, значи прва година, втора, одма, значи го нема така, значи тоа веднаш да биде, ние се трудиме, затоа ги организираме тие подготовки во Охрид, имаме секоја година по 7 дена во нашето детско доманище Славече. Токму тие причини се дружат. Сега што веќе почнува да патуваат и надвор, значи на тие гостувања, веќе се зближуваат тука и има. Значи се уште
се трудиме таа грижа и воспитување на децата да им биде тоа дружење. И емпатијата да се задржи. Меѓутоа, кога правам една компарација од пред 20, пред 10, пред 30 години, има разлика, што сето тоа треба да се, пази, тоа е систем, тоа треба и во училишта се работи со децата да им се кажува и дома, секаде. Дружењето, концентрацијата не е така, мора сето тоа кажувам да биде повеќе, да им се дозволи децата да се дружат. Бидејќи мора да има тоа слободно време за нив, и деца се имаат потреба од тоа дружење, комуникација, што помалку се телефоните, они само се дружат тоа што во училиште, дома, ева кога ќе отидат на англиски, не знам, музичко тоа, меѓутоа она друго време треба да им се овозможи. А затоа стајче докму тоа им го возможува, низ игра, песна, они се дружат многу и успеаме така да има многу примери каде што, децата навистина и после надвор затоа славече се дружат, доаѓаат, ние комуницираме се дел од таа организација, сега вчера на проба дојда 4 бивши поранешни славечиња, да ги наречеме екс славечиња, кои што веќе била дел од организацијата, сега дојда готови да што треба помогнеме, ќе дојдете таму се. Така да тие се убави, би рекол, работи каде што децата сакат и понатаму да бидат дел од Златно Славече. Остануваат. Ние им даваме можност, доаѓаат, дури некои патувања доаѓаат со нас и сето тоа. Па имаат и сестрички сега помали, што се делове Златно Славече. И деца на поранешни славечиња, тоа исто. И деца на поранешни, и тоа имавме сега на спотот, ја видиме Маја Грозданска Панчева дојде со Марија. Марија исто беше солист тука, така да генерации имаме деца што сега се и сега имаме деца на поранешни славечиња што се тука родителите што пееле. Таман дојде време и за спотот да го погледнеме. Ви благодарам многу што дојдовте да отвориме убави теми. Само што да кажам благодарно мислам за спотот, навистина главен виновник е Александар Митевски кој што направи една прекрасна нова, би рекол, музичка подлога, нов аранжман, кој навистина сега изгледа текстот е ист, меѓутоа направено е, барем на деца што беа светски. Благодариме навистина за креативноста, за сето она што го направи. Во тим со Даце навистина прекрасни соработници и секогаш дел од нашиот фестивал, така да без него немаше да успее вака да биде успешен. Така ви благодарам уште еднаш, па да се гледаме само за убави моменти и се гледаме на фестивал. А сега, драги мои, уживајте во роденденската песна по повод 55-тиот роденден, јубилејот на Златно Славече. Од мене до гледање.